Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. А во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. А во ова издание ви донесуваме разговор со македонскиот вице-премиер Зоран Ставревски. Но пред тоа да видиме каква е ситуацијата со одливот на нафта во Мексиканскиот залив што започна во саботата и за денешното гласање во Сенатот во врска со финансиската реформа. Американскиот Сенат доцна денеска треба да гласа дали да започне расправа за предлог законот на председателот Барак Обама за реформа на финансискиот систем. Влијателни републикански сенатори се закануваат дека ќе ја блокираат расправата доколку не биде постигнат договор со демократите за одредени прашања по овој, како што го нарекуваат, партиски закон. Раководителите на нафтената индустрија велат дека ќе употребат роботски подморници во обид да го запечатат отворот на нафтениот бунар под платформата за дупчење, што експлодира и потона во заливот на Мексико минатата недела. За оваа операција ќе се потребни 24 до 36 часа. Двејн Вејд со 46 поени стана најубоитиот играч во историјата на Мајами, со победата од 102:92 против Бостон. Резултатот во серијата сега е 3:1 за Бостон. Кливленд го победи Чикаго во гости 121:98 и сега вкупно води со 3:1. Во источната конференција Сан Антонио беше подобар од Далас, а Јута од Денвер. Македонскиот вице-премиер и министер за финансии Зоран Ставревски, кој викендов во Вашингтон учествуваше на редовните годишни средби на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, не смета дека на Македонија и недостасуваат странски инвестиции. Во интервју за Гласот на Америка на македонски, тој препорачува и Грција што поскоро да побара помош од Меѓународниот монетарен фонд и дека не очекува грчката криза да има ефект врз македонската економија. Со Ставревски разговараше Јане Бојаджиевски. Вице-премиере, Македонија според Doing Business високо котира, меѓутоа отсуствуваат странските инвестиции. Зошто? Да ги споменеме бројките, мислам дека таа перцепција малку ќе биде поразлична, бидејќи само во 3 години Македонија во овој период, вклучително и годината на криза, има 1,1 евра странски инвестиции. Тоа е отприлика колку за 10 предходни години кумулативно. Значи, овој процес не е лесен, овој процес бара континуиран ангажман, не од една влада, туку од сите влади последователно, за да бидеме успешни. Целта на креирањето на инфраструктурни услови за инвеститорите, ниските даноци и малите трошоци е да привлечат повеќе инвеститори, рече Ставревски. Македонија има умерено ниво на буџетски дефицит, смета вице-премиерот, што е од помош за економијата и приватниот сектор. За очекувањето од Светската банка на кусрок вели: Светска банка во моментов работи на новата 3-годишна стратегија за Република Македонија. Ги договараме следните проекти. Нашиот интерес е да имаме проекти во делот на инфраструктурата, во делот на енергетиката најверојатно, ќе останат ангажирани во подобрувањето на сопстеничките права, во делот на катастарот и управата за имотно-правни односи, ќе имаме и таму проекти, така да очекувам нашата успешна соработка со Светска банка да продолжи во следниот период. Вице-премиерот вчера во Вашингтон ја прими наградата на Светската банка за Македонија, која според извештајот Doing Business е трет главен економски реформатор во светот. За настанот од соседството што ги полни насловните страници во светот, Ставревски коментира: Последните вести говорат дека Грција неверојатно ќе побара помош од Меѓународниот монетарен фонд. Дали мислите дека кризата во Грција може да се одрази врз Македонија и како може таа да се одрази? Тоа се добри вести во однос на тоа дека Грција треба што побрзо е можно да побара помош од ММФ, бидејќи мислам дека на таков начин ќе се смират очекувањата, нервозата на инвеститорите на меѓународниот пазар на капитал и тоа ќе помогне целиот регион да се перцепира на поповолен начин. Мислам дека нема голем ризик за Македонија во делот на грчките инвестиции кои што се присутни во Македонија, бидејќи ние нудиме многу подобри услови од колку што самите инвеститори грчки имаат во нивната земја, така да мислам дека ќе останат во Македонија. Со
години лекарите на пациентите со висок крвен притисок им велат да го намалат внесувањето на сол во нивната исхрана. Сега, престижен панел на стручњаци од Институтот за медицина во Вашингтон сака американската влада да стави граници на тоа колку сол или натриум производителите можат да употребат во храната. Еве ги деталите. Тешко е да се поверува колку сол јадеме во еден оброк. Лекарите и нутриционистите препорачуваат не повеќе од една кафена лажичка на ден. Тоа би било околу 2300 милиграми натриум. Солта ја прави храната повкусна, но премногу сол носи ризик, вели Майкл Джейкобсон од Центарот за наука во јавен интерес. Солта лесно може да е најштетното нешто во храната, затоа што придонесува за висок крвен притисок, што пак води до срцеви и мозочни удари. Светската здравствена организација вели дека околу 17 милиони луѓе годишно умираат од срцев или мозочен удар. Голем фактор на ризик е исхрана полна со масноти и сол. Мортон Сатин од Институтот за сол вели дека солта не е вистинскиот виновник. Солта не е проблем. Проблем е што немаме балансирана исхрана. Кога администрацијата за храна и лекови ќе нареди ограничување на солта, ќе треба време тоа да се имплементира. Ова е доктор Маргарет Хамбург од агенцијата. Reducing salt in the food supply Намалувањето на солта во храната треба да биде постепен процес од неколку причини. Една е што консументите треба да се прилагодат, но индустријата не може да се престрои преку ноќ. Нимки им требаат нови рецепти, вели таа. Некои производители на храна веќе започнаа со процесот на редуцирање на солта, но лекарите советуваат да не се чека, туку доброволно и постепено да се почне со намалување на количината што се внесува со исхраната. И откако ви кажавме колку сол треба да јадете дневно за добро здравје, ви го најавуваме и прилогот за утре. Утре во Newsflash, попис во САД. Како да се пребројат бездомните? Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.